Здраво сите, добре дојдовте во моето ново видео. Па кај сте ми бе луѓе, па шо правите, па дали сте ми добри, па кај ги поминавте празниците. Ова може слободно да се каже дека е прво видео од 2020, ако не го рачунаме само претходното што беше факти, каде што сум ограничен со форматот кој го има серијалот и не можам да ви собратам вака, така да ова јас си го рачунам како прво видео дури на 15-16 јануари. Се надам дека сите се одморивме за празниците, вака се неам одморил никогаш и мислам дека неам зимано волкави паузи ка сега. Сега со полна пара продолжуваме понатаму и одиме со многу јаки видеа и видеа кои ги чекате од поодамна. Сега не си ни почнува да снимам, а не знам да снимам, очи имам заборавено да земам лайвстрим да пуштам да си зборам со вас тоа сака моментов како прво видео, не да правам нешто. Сега сум изгубен, не знам шо правам, не знам како се снимаше видеа. Чекај, ова беше камера, ова беше светло. Денес решив да снимаме работи кои секогаш ги правиме погрешно. Тоа е можеби слично со она видео што го снимав, работи што не сме ги знаели за секојдневните предмети, али ова е повеќе да се фокусираме на грешките што секогаш не го правиме вака, а треба да го правиме вака. Првата работа што има тука е држање на чаша. И сега вика ако ја држиш вака, кој што ја држиш ти кој ќе правиш живели со луѓе, ќе си ги удираш прстите, а и освен што ќе ги удираш, туку многу со тоа држање го топлиш пјалокот. Со својата температура на телото ја грееш чашата и да го грееш напитокот, а никој не сака топло нешто, освен ако еве сега зима, ако е чајче или нешто, али обично кога е сок или нешто слично, секогаш сакаме да е ладно, така да за да не е ладно треба да држиме чашата вака. Следното нешто што го имаме е миење коса секој ден, дека не е правилно, тука дека е штетно за косата. Јас ова го знам од поодамна и претпоставам дека можеби дека повеќето да работи можеби ќе ги знаете, али еве за случајно некој ако си мисли дека е здраво и убаво секој ден да ја мие косата, дека не е здраво и дека треба да ја мие поретко, односно на барем на 2-3 дена. Пишува тука нешто дека миењето секојдневно може да отстрани важни масла од косата, така да за да не се случи тоа да ја миеме поретко, односно барем на 2-3 дена, а не секој ден. Ова кога грееме нешто, кога ќе ставиме пример во микро за да ни се стопли, јас секогаш претпоставам дека многу од вас пример останале шпагети, ти да си ги стоплиш ќе ги ставиш кон на првата слика, само тањерот го зимаш, го ставаш се топли. Али тоа ќе се стопли само тоа гори, тоа доле пак и тие доле пак ти се ладни. И сега ти викате како на втората слика ти да си ги направиш така во круг за целото да го стопли, а не само доле а топли. Сега ова е нешто за женски со шноливе како се ставаат, ја тоа не го сваќам баш, ниту се трудам нешто да го сватам, али вајде само на опачки се става правилно на опачки, не знам како. Ова го имаше мислам од тоа претходното видео кај што зборев за работи што не сме ги знаеле, дека се ставала жицата на тоа рачката за тенџери за да не се загрева толку, туку така најубаво. Сега ова е грешка што јас секогаш ја правам, а претпоставам дека многу од вас, колкава е четката за миење на заби, толку ќе ставиш и поише, значи колку поише ставиш ти мислиш подобро ќе ги измиеш забите, али имајќи дома сестра стоматолог и цело време што имам и читано на интернет, не треба воопшто и тоа е само трошење на паста непотребно, со таа паста што ќе ја потрошиш можеш 3-4 пати да измиеш заби, така да доволно е кој на втората слика само толку да ставиш, ист ефект ќе има буквално тоа првото е само трошење на паста џабе, така да не ставајте толку многу, ставајте помалце доволно за да ви ги измие забите кој што треба. Шо е ова со држење на пенкало? Еве пример маркер и како се држи ова? Да не го држиш вака, кој држи вака? Тука да го држиш вака. Јас секако го држам вака, а не со сите 4 прсти тука. What? Дали некој го држи вака пенкалото? Како подобро да ви покажам ако не вака? Да не ставаш од згора, а зашо не би ставал од згора, ќе од згора може, тука ставаш вака. Демек помалце ќе се измучка или шо? Ова е повеќе валја за тие хартиените шишиња. Демек ако ставаш од погоре дека можеш повеќе да историш, а вака барем ако историш ќе ти падне секако чашата. Добро, ние не пиеме од хартиени шишиња. Ова вика кога пуштате вода во тоалет, да не пуштате со отворен капак, туку да затворите целосно, па тоаш да пуштите да не прска кај што не треба и за да си го заштитите здравието на работите што ги имате. Пример да не ви отиде на четката за миење заби. Мада јас секако ја мијам четката за заби пред користење, али еве совет викаат на интернет дека треба да го затвориш капакот. Следната работа што е вика using a mixer like a pro.
да не се направиш лом кога го правиш тоа. Тоа е вајде хартиено тањерче ставено тамо и така нема толку да испрска колку што знае тоа да прска. Ова е за чување зеленчук, зашто обично ние кога е зелка, марола или шо и дијаме такво зелено, секад во фрижидер го оставаме само така, али вика ова да си го чувате многу убаво и да го затварате зашто ќе биде многу посвежо после. Ако го оставате само така нема биде, така да чувајте си ги убаво затворени за да ви бидат целосно свежи кога ќе ги јадете вториот пат. Ова како се отвара кокос? Кој бре јаде кокос? Дали вие јадете кокос? Ако јадете кокос, напишете ми коментар. Јадам само ако е ставено во некој благи, а вака дека ќе земам јас, ќе отидам до Панама, ќе чукнам едно дрво да ми падне кокос, ќе си го земам дома, тоа не го правам. Ова е за чување банани. И сега вика ќе го продолжите животот на бананите, ако не ги оставате заедно, дека нели обично имам ли уште банани, немам, са бајле изора последната, иначе ќе ви покажам. Дека обично кога ја купиш 4-5 банани се како едно, утакво. И сега да ги издвоиш ти сите за да не бидат така залепени и да им ставиш горе шо е тоа ставено? Кесичка, вајле обична пластична кеса е вајле тоа или нешто да им ставиш од озгоре и дека така ќе им го продолжиш векот. Дека обично ако не ја издереш 3-4 дена готово ти скапе бананата, вака вајле ќе траи поише, поема немам. Ајде ги чуваш во фрижидер вика. Ја никад не чувам банани во фрижидер. Секад ми стават соба. Еве ти ова за пиење Кока-кола, значи да не пиеш вака, која што пием, тука да пиеш во цевче, или тоа го кажува во она видео на соработи кои не сме ги знаеле, дека не да преднат, зашто ја појма немав пример дека ова тука од лименка да се врти и го ставаш тука за да ти биде држач за цевка. Еве ако некој се уште не знае, еве и од ова видео го дознава. What? Зошто? Која е потребата да не ја носиш ти слушалка вака кој што носи секој нормален човек, туку ти да ја ставиш, дали на опачки ја става? Па не можам така оваа за десно ќе треба да иде на лево ше. Да ја ставиш вака, па дали сте нормални, па зашто да го направам ова? Вака, се осеќам кој некоја менѓуша да имам. Вака да ја носам. Зошто би ја носел вака? Како е ова правилно носење? Добро, ова интернетов стварно некад ќе прочиташ што е изважно. Имам уште 3 работи. Ова со кетчапот, тој ќе ни го дарат обично ова е хартиено и ние секад го оставаме така тоа што е погоре подесно, али уствари тоа се отварало цело убаво за цело да биде такво. Ама кој да знае, ја тоа не сум го знал претходно. Ова мислам дека имате сликава сите видео на интернет зашто е многу стара. Како всушност на вакви лепчиња можеш да си направиш сендвич, а ние обично ќе ставиме само круки толку. И последно е за лупење на банана најефикасниот начин, дека треба да ја отвориш не од горе кај што отвараме ние, туку од доле и дека се отвара демек најперфектно, така се лупи само на два дела вака. И тука доаѓа и крајот и на ова видео што толку едва и го изгурав, што не знам што правам, сум заборил да снимам, ама се надевам дека и ова ви беше забавно и доколку ви се допадна, ставете ми лайк на ова видео и не заборавајте да се сабскрајбите на мојот канал и пишете ми доле ако имате некои идеи или предлози за тоа што треба да снимам, што сакате да видите годинава од мене, покрај работите што ги спремам, па можеби ќе се инспирирам и од вас што сте ми пишале да снимам нешто. Фала ви многу за целата поддршка и ние се гледаме во следното видео за многу поскоро од претходно. Чао!